Се најавуваше дека по изборите власта ќе прави вистинска македонска резолуција за евроинтеграциите, но засега нема ништо од тоа. Се чини ќе се почека стартот на едната година за кога владата очекува одредено придвижување на неоправдано блокираната евроинтеграција на Македонија. Од друга страна пак црвените линии на социјалдемократите и на Венко Филипче, кои помпезно беа обзнанени пред изборите, се целосно заборавени. Никој не ги спомнува, никому не му се важни. Опозицијскиот предлог за премиерот Христијан Мицковски се и троштина и тројански коњ, кој е во корист на странци. Граѓаните пак на изборите пратија јасна слика и по ова прашање каде Филипче бараше да се смени уставот, а потоа да се види како понатака. Затоа СДСМ и скоро и да нема градоначалници. Затоа е можеби и добро што сега воопшто не се тема црвените линии на социјалдемократите. Сега е тема како партиите здружено да покажат на Европската Унија дека на Македонија и треба опипливи гаранции дека нема да добива ниви вета од кого и да му текне. Премиерот Христијан Мицковски ја искоментира реакцијата на поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска на одлуката на Европскиот суд за човекови права во Страсбур да отвори процес преку кој ќе го испитува судскиот процес против неа за набавката на блиндираното возило. Мицковски кажа дека забелешките од Страсбур се доказ за состојбата во судството и обвинителството во Македонија. Ја видов реакцијата на Јанкуловска. Таму јасно стои дека од Страсбур имаат забелешки во процесот, начинот на судењето и отвораат предмет да го разгледаат тој процес, нарушување на човекови права и така натаму. Ке ве потсетам дека за вакви и слични случаи веќе подолго време зборуваме. Тоа се овие суди на кои мала им е платата, партиски заробени од страна на претходната влада. Конкретно овој случај видете кој го водеше и видете кај се наоѓа тој судија денеска. Од друга страна бараат тројно поголеми плати, а гледате какви обструирани пресуди носат. И сега ние мора да се срамиме и црвенееме пред Страсбур од оние кои го контаминираат нашето судство и обвинителство, рече Мицковски. Инаку Јанкуловска беше осудена и одлежа повеќе од 3 години затворска казна за набавката на блиндиран Мерцедес, кој остана да биде користен и од оние кои ја критикуваа и бараа да биде осудена. И покрај многоте полициски контроли и викендов по македонските патишта пијани возачи управувале со автомобилите. Не се плашат ниту дека може да пострадаат во сообраќајка, ниту се плашат од полицијата, едноставно и се радуваат на чашката. Ке има ли лек за оваа болест? Полицијата во последно време почна и да апси. Синоќа во 23 часот во село Ратавица, Пробиштипско, полициски службеници лишиле од слобода 20-годишни кој со возилото удрил во заштитна ограда на патот и излетал од коловозот, пошто избегал. По превземени мерки тој е пронајден и измерени му се 1,84 промили алкохол во крвта. И во Неготино синоќа полицијата уапсила 58-годишни кој возел со 1,84 промили алкохол во крвта. Во полициската станица Демирхисар на трезнање бил однесен 61-годишен шофер со 1,59 промили алкохол во крвта. Тие биле задржани во полициска станица, против нив ќе биде поднесени кривични пријави за безобзирно управување со моторно возило. Изработена е нова стратегија за образованието која ќе се применува од 2026 до 2032 година. Направена е од работна група на ресорното министерство и повеќе други институции. Пред да биде усвоена од владата, ќе биде ставена на увид на јавноста за да има можност за сугестии во насока на унапредување на содржината. За ова денес информираше министерката за образование Весна Јаневска. Документот, како што беше кажано, става акцент на развој на нова програма за предучилишно образование, инклузија во основното и средното образование, како и на инфраструктурата каде клучен момент е оптимизацијата на училишната мрежа и воведувањето на едносменска работа. Јаневска информираше дека следува примена на нова концепција за гимназиско и за стручно образование, како и нов модел на државна матура. Кривичниот совет при Основниот суд во Кочани ги одби жалбите на обвинителството во врска со мерките за безбедност за двајцата осомничени во најновата истрага поврзана со пропустите околу дискотеката Пулс.
Двајцата осомничени инспектори од УЈП Штип нема да одат во ефективен затворски притвор, туку остануваат во домашен притвор. Инспекторите и останатите приведени од најновата акција на полицијата се сомничат дека ја злоупотребиле службената положба преку примање подкуп и давање дојави на сопствениците на дискотеката Пулс за предстојни контроли. До крајот на месецов ќе биде исплатен повратот на ДДВ на граѓаните кои скенираат фискални сметки за периодот јули-септември, информира Министерството за финансии. Оттаму појаснуваат дека системот за поврат функционира редовно, а доцнење најчесто се случува поради неточни или неажурирани податоци за трансакцијската сметка во Управата за јавни приходи. Мој ДДВ беше воведен во 2019 година, а максималниот износ кој можеше да се добие од скенирање фискални изнесуваше 1800 денари. Потоа прагот се зголеми на 2100 денари. Добрила Кацарска беше наградена во Уставен судија поради понизноста и послушноста кон СДСМ, се наведува во соопштението од ВМРО-ДПМН. Според партијата, Кацарска како послушничка на ЗАЕВ била наградена за предметот за 27 април, каде што пресуди драконски затворски казни од над 200 години во нехумана и нефер судска постапка, и живувајки се врз луѓето со рочишта кои траеле по 12 часа. СДСМ молчи додека нивната маша во Уставниот суд Кацарска бара зголемување на незината плата од околу 100.000 денари, а укинување на пензиите од 7.000 денари. Таа има двојни мерила и стандарди. За себе и судиите бара повисока плата и привилегии, а за пензионерите укинување на покачувањето на пензиите, напиша од ВМРО-ДПМН. 2 недели по обелоденувањето на мега скандалот со ИПАРД средствата, министерот Трипуновски бега од одговорност и од вистината за суспензијата на над 130 милиони евра европски пари, се наведува во соопштението од СДСМ. Дополнително велат од партијата, наместо конкретни одговори, тој на официјално барање од собраниско тело испраќа документ без содржина, без причина за суспензијата, без рокови, без план како да се надмине кризата. Прашањето е зошто владата го штити Трипуновски за мега скандалот со ИПАРД средствата. Наместо да се обидува да го минимизира скандалот, владата треба да го повика Трипуновски на одговорност, река од СДСМ. Од владата преку портпаролката Марија Митева ги отфрлија обвинувањата дека нешто се прикрива и дека се е транспарентно. Синиша Каран, кандидатот на партијата на Милорад Додик, прогласи победа на изборите за претседател на Република Српска, победувајќи пред кандидатот на опозицијата Бранко Блануша. Од Централната изборна комисија соопштија дека Каран е победник со освоени 51% од гласовите. На гласање излегле нешто над 35% од запишаните избирачи. По обилното снежно невреме, што во изминатите денови зафати голем дел од Балканскиот полуостров, особено териториите на Хрватска и Босна, каде снежната покривка во некои области надмина 50 сантиметри. Овие предели се соочуваат и со нагло спуштање на температурата. Според актуелните метеоролошки мерења, студениот бран го зафати целиот регион, а на синоптичките карти јасно се воочуваат екстремно ниските температури кои ја одбележуваат оваа ноќ. САД и Украина изготвија ажурирана и подобрена мировна рамка за ставање крај на војната. По вчерашните разговори во Женева, се вели во заедничка изјава од Киев и Вашингтон. Двете страни се согласиле да продолжат со интензивна работа на заедничкиот предлог во наредните денови, а конечните одлуки во однос на оваа рамка ќе бидат донесени од претседателите Трамп и Зеленски. Од Москва засега нема реакции. Русија и Кина се подготвуваат да започнат над 80 заеднички инвестициски проекти во вредност од околу 200 милиарди долари. Борис Титов, ко-председател на Руско-кинескиот комитет за пријателство, мир и развој, истакна дека руската влада воедно воведува даночни олеснувања за кинеските партнери да преминат од моделот на директно увозно снабдување кон локализирање на производството на територијата на Руската Федерација.
Иако Русија е во војна, кинеските бизнисмени до крајот на оваа година официјално ќе регистрираат 13.000 компании во Русија, што значително го надминува бројот на западни компании што работат на рускиот пазар. Трите најголеми синдикати во Белгија во знак на протест поради социоекономските реформи на владата денеска започнаа серија штрајкови, кои ќе кулминираат в среда со 24-часовен генерален штрајк. Трите синдикати нагласуваат дека целта им е да ја натераат владата да стави крај на социјалното распаѓање. Синдикатите обвинуваат дека со владините мерки се намалуваат пензиите и социјалната поддршка, се зголемува ДДВ-то и, како што тврдат, се ограничуваат правата на работниците. Лидерката на француската десница Марин Ле Пен изјави дека не се откажува да биде кандидат на претседателските избори во 2027 година. Изјавата доаѓа по првостепената пресуда во која таа беше осудена на 5-годишна забрана за кандидирање за јавни функции. Ле Пен објасни дека ако сепак незината желба не се разгледа и усвои навреме, ќе биде принудена да му го предаде лидерството на претседателот на партијата Џордан Бардела. Во последно време моќната германска економска машина кризира. Тоа се гледа и по состојбата во автомобилската индустрија во најразвиената земја во Европската унија. Според најновите статистички бројки, таму се изгубени повеќе од 48.700 работни места во период од една година. Загубите на работни места представуваат пад од околу 6,3% од вкупната работна сила во овој значаен сектор. Бројот на вработени на крајот од третиот квартал од 2025 година изнесел 721.400, што е најниско ниво од вториот квартал од 2011 година.